Во состојба моментално е многу лошо. Половина град не е поплавен, од кој за среќа или за несреќа околу 120 имаме лица кои што се несреќени и поплавени, домовите им се уништени, па ни се сместени во една од спортските сали каде што имаме соодветно грејење и санитарен јазол, како би можеле малку да облажиме состојбава, така да во моментов отприлика 120 и нешто луѓе се таму. Не очекувам да расте бројот, но се надеваме дека ќе се справиме. Во моментов имаме состанок со кризниот штаб, споделуваме информации, Црвен крест обезбеди утрински оброци, ние се трудиме како штаб да обезбедиме во теков на денот топол оброк за ручек и тековно очекуваме пак преку Црвениот крест да добиеме сабиња, тушеци, останати хигиенски средства што се потребни и се трудиме да организираме медицинска помош, бидејќи веќе има таму и настигнати и полни има луѓе со хронични заболувања кои што мора да бидат згрижени, така да се соочуваме со еден комплексен проблем. Побарана ли е помош од државата? Во моментов се уште не, бидејќи сметаме дека во овој момент некако успешно се справуваме со кризата, доколку ескалира, пошто се надевам дека нема се случи, тогаш ќе побараме и пошироко и на повисоко ниво. Еден дел од една улица во град, во центарот на градот е поплавена, каде што живее поголем број за жал на ромско население кое со лош социјален статус и куќите им се поплавени, буквално нема услови за живот. Имаше вода, јас и ноќеска бев може би сигурно околу над метар. Така да мораше да бидат евакуирани. Имавме малку проблем, некои не сакаа, бидејќи се плашеа да не бидат ограбени или кај ќе бидат сместени, меѓутоа во моментот се згрижени успешно. Да им обезбедиме сега прво хигиенски средства, да им обезбедиме медицинска грижа и нега, да се смири малку состојбата, работат активно машините на јавното комунално предпријатие како би се расчистил дел од водата која што се слева према куќите, а за виднина ќе бараме долгорочно решение да мора да се сместат во посоодветни услови, не може да останат таму каде што досега живеат. И покрај тоа што се соочуваме со активен отпор од нивна страна. Не сакаат од тука се селат упорно, пошто не е прв пат да се поплавуваат, меѓутоа ќе мора да бараме системско решение. Тука веќе ќе се вратиме до владата. Меѓутоа да ги пребродиме овие 2-3 дена да престане дождот и мислам дека ќе успешно ќе успееме да се справиме.